Пак би го направила истото, вели Шекеринска, откако денеска прв пат пред камерите се произнесе за скандалозната бомба од Елчека, во која се слуша како таа преку Фатмир Бесимиот Дуј врши притисок како да гласа Субхија Купи, членот на поранешниот состав на ДИК. Додека јавноста гласно дебатира дали Министерката за одбрана треба да заработи кривична пријава поради прекршување на изборниот законник, за неа нема ништо погрешно. Јас и пред вас ќе ги повикам сите институции, особено оние кои што се занимаваат со избори, да гласаат согласно законите и принципијално. Тоа сум го кажувала јавно и во телефонски разговори во 2013, тоа и денеска го мислам. Не очекува да повикаат во обвинителството, иако за слично дело веќе има првостепени затворски пресуди за 5 лица. Денеска, видете, не е моја работа. Меѓутоа, ја едно ќе ви кажам, би била прва држава каде што некој се повикува на одговорност што повикал да се почитува законот. Од обвинителството пак не одговараат дали е отворена предистражна постапка против Шекеринска, само потсетуваат дека се води постапка против објавувачот на материјалите. За ова дело веќе се води постапка пред Основниот суд Кичево против лицето кое ги објавува снимките и таа постапка е во завршна фаза. Новите објави на неовластено прислушувани разговори, јавното обвинителство ги следи внимателно и ќе постапи согласно своите надлежности. Во разговорот Шекеринска му бара на функционерот на Дуј, Фатмир Бесими, Субхија Купи во ДИК да гласа принципијално за одредени општини, со што ќе му донесе победа на тогаш опозицијскиот СДСМ.